Здраво утро, дојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за антигенско процесирање кај класа 1 МХC молекули, или јас само ќе бележам како МХC 1. Сега, пред да го објасниме тоа, треба да разгледаме некои основни молекуларни процеси кои се случуваат во сите клетки, а се поврзани со, навидум, животниот циклус на протеините. Така, значи, ова вдека ако една клетка, каде што вдека имаме јадро, така, тука вака имаме како ендоплазматичен ретикулум. Значи, ова е ендоплазматичен ретикулум, ова е јадро. Во јадрото имаме ДНА, така, значи ова треба да го знаете. Имаме ДНА каде што имаме гени кои кодираат за дадени протеини. И ако сакаме да направиме некој протеин, прво се прави примарен месенџер РНА транскрипт од тој ген, па после тој месенџер РНА транскрипт се преработува во зрел месенџер РНА, кој што може да се препрати да оди во цитоплазмата, така. Значи тој сега ќе отиде во цитоплазмата. Нормално тој е преработен на таков начин така што не биде разграен од РНА. И сега тој треба да се прикачи со рибозоми. Тоа може да биде дали на површината на ендоплазматичниот ретикулум, значи овдека ако има рибозом, или пак внатре во цитосолот на клетката, така. И ќе се прикачи, така и од кој е прикачен, ќе почне всушност да синтетизира протеини. Односно ќе идеме на процес на транслација, каде што аминокиселини кои се наоѓаат во цитосолот ќе почнат преку транспорт на РНА, ќе бидат донесени до таму, до комплект и ќе почнат се редат по некој си даден редослед и ќе почнеме да правиме протеини. Така, значи овдека евтен општо ги разгледам процесите, но тоа е главната идеја. И добро, сега ќе добиеме некој протеин. Така, значи ќе добиеме некој протеин, дали овдека во ендоплазматичниот ретикулум или ќе добиеме некој протеин внатре овдека во цитосолот. Така го правам како со некоја 3D структура. Но овие протеини не се овдека за секогаш. Така, значи протеините имаат некаква си улога во клетката, но тие не може едноставно да останат таму, бидејќи мора да се направат нови протеини, а веќе се потрошиле аминокиселини. Така, ова овдека беа аминокиселини кои беа употребени за правење на овие протеини. А исто така овие протеини си имаат дадена улога во, например, дадена ситуација и веќе поминала таа ситуација и веќе не ни е потребен овој протеин. Тоа значи дека мораме да имаме механизам со кој можеме да ги отстраниме овие протеини. Односно, внатре овдека во клетката, во цитосолот, имаме едни молекули кои се нарекуваат убиквитини, такава како со црвена боја ќе ги бележам. И едноставно тие по случајно, така, при дадено време како што си шета протеинов наваму натаму, ќе се прикачуваат на протеинот. Така да речеме овдека поминал и сега протеинот на него закачил два убиквитини. Така преку процес на убиквитинација закачил два убиквитини. Сега, тој така ќе си шета некое си време, така се додека не закачи барем 4 убиквитини. Така, некоја литература вика 3, некоја 4, но ние ќе речеме 4. Кога ќе закачи 4 убиквитини, тој сега може да подлежи на деградација. Сега, сите протеини имаат различен период на полуживот, односно различно време за кое се закачуваат овие убиквитини. За времето за кое ќе се закачат овие убиквитини, ја ќе бележам само со U, вака, UB, значи за убиквитин, а времето кое е потребно за да се закачат овие убиквитини на протеинот, зависи од самата структура на протеинот. Некои протеини, ова време овдека што го помина, ова Т тука, така, и ова Т, ако ги собереме, колку време требало за да се закачат 4 убиквитини, ќе биде различно за секој протеин. Како што реков, тоа зависи од 3D структурата на протеин. Некои протеини полесно ги закачуваат овие убиквитини, некои потешко. И поради тоа имаме протеини кои траат, не знам, вака сега ќе брежам на страна, некои траат 10 минути од цитосолот, доека некој може да остана дури и до 2 дена. Така, значи 10 минути или пак некои 48 часа. Се зависи од структурата на протеинот. Сега, кога ќе би ги закачи овие убиквитини, како што реков, тој ќе биде подложен на деградација, а деградацијата ќе се случува во една структура, ева ќе зумираме тука, во една структура која се нарекува протеозом. Таа структура исто така е протеин. Значи имаме протеин кој деградира протеини. И е изградена од еден централен дел, вака, кој што е изграден всушност од два прстени. Ќе ставам сликичка 3D како тоа изгледа, но два бета прстени, значи бета и уште еден бета прстен, кои се обколени со два алфа прстени. Така, значи овие се два алфа прстени и на краевите има една као капа, која сега има 19 седиментациона големина,
Така, значи ова има 19-ка, дека овој целиот сегмент дека има седминациона, односно сивертови единици 20, кои се базираат на сегментација. Тоа не е толку битно. Значи, ајде тргнам бракет, зашто само ќе ве бунат. Значи, имаме оваа структура, која самата по себе е протеин, која служи за деградирање на протеини. Односно, овој протеин кој ќе дое таму, едноставно ќе се линеализира, така и ќе едноставно ќе се пикне како јувка низ структура, бидејќи таа е шуплива, како буре. Така, значи овој протеозомов, ќе бележам како се нарекува. Значи протеозом изгледа како буре. Така, значи вака е шуплив, ако го нацртам. Изгледа како оној мембрански напаѓачки од ком. И овој протеин сега едноставно ќе се бутне вака како шпагета. Сега, кога ќе помине низ овој протеозом, дадени бета субединици, односно бета, ќе брежам страна бета 1, бета 2 и бета 5 субединиците, се тие, да речеме тука едната субединица, тука другата, се тие кои имаат таква пептидазна активност, односно ќе го деградираат овој протеин. Така, целиот овој протеин ќе се вметне внатре и ќе го деградираат на фрагменти. Така, од другата страна ќе искочат фрагменти, каде што дел од овие фрагменти всушност ќе се деградираат назад до аминокиселини. Така, ќе се деградираат назад до аминокиселини, додека дел од тие фрагменти всушност ќе проложат и ќе бидат интегрирани со МХЦ молекули. И сега ќе го видиме ова малце подетално, бидејќи има овдека некои специфичности. Ама, ова е основниот концепт, кој важи за сите клетки. И ова важи за сите протеини, нема врска кој се и што се, и ова е многу битно, бидејќи мораме да ги обновуваме резерви на аминокиселини, бидејќи едноставно мораме да правиме нови протеини, но исто така овие протеини се ѓубре. Така, кога протеинот ќе се заврши функцијата, например овој протеинов дека, тој е веќе ѓубре. Едноставно ако не се отстрани, ќе настане многу проблеми може да настанат. Например, Алцхаймер се смета, односно се знае дека настанува поради тоа. Едноставно се насобираат многу бета-амилоидни протеини кои не се чистат и едноставно прават изумирање на клетки. Клетки не може да си работат соодветно. Сега пак е во симплификација, ама тоа е главниот концепт. Исто имаме она лудило што се појавува, беснило, се јавува поради приони, кои се дефектни протеини кои едноставно ги прават и другите протеини да бидат дефектни, но не подлежат на деградација, бидејќи таква им е структурата што не можат да влезат овдека. Овој протеозомов не може да ги разгради. И тоа може да биде голем проблем. Значи оваа деградација на протеините е многу битна. Добро, сега го поминавме општиот концепт. Сега да видиме што се случува малце подетално, а за тоа ќе ни треба една поголема клетка. Значи тука вака ќе го направам јадрото на клетката и ќе ни треба поголем ендоплазматичен ретикулум. Вака ќе го направиме. Ендоплазматичен ретикулум и ќе ни треба Голџиев апарат. Голџиев апарат. И да започнеме. Значи ќе идеме овдека доле, каде што знаеме дека самата клетка по себе ќе си има протеини кои се сопствени, така. Нека се помала. Значи ќе си има сопствени протеини. Бележиме селф протеини. Ќе има некои протеини кои се од некој вирус кој ја заболел клетката, така ја инфицирал клетката и ја презел незината машинерија и си направил сопствени протеини. Така, значи ќе имаме вирусни протеини. Исто така постојат некои бактерии кои може да инјектираат протеини внатре во клетката. Така, значи може да инјектираат сопствени протеини. Ќе бележиме ако со некој си портокалова боја, значи бактериски. Може да има некои бактерии кои од кои ќе бидат проголтани како листерија. Така, значи она е проголтана бактеријата, но она има начин да избега, така да избега и да почне да си продуцира протеини. Така, значи тие протеини исто дека ќе ставиме како бактериски. Сега можеме исто така да имаме и погрешно фолдирани протеини. Така, ја кој ќе бележам како self M. Фолдирани значи здиплени, така погрешно тридимензионална структура. Сега, ја бележам M како малигни, иако најголем дел од погрешно здиплените протеини не се малигни. Отприлика 1/5, така, отприлика 1/5 од селф протеините се всушност погрешно фолдирани протеини, кои што не се малигни, односно само ќе се деградираат бидејќи погрешно биле здиплени од страна на хапероните. Но окей, нас тоа не ни интересира, едноставно ќе речеме дека се некои малигни протеини. Добро, значи можеме да сретнеме различни протеини во клетката и поентата е сите овие ќе подлежат на убиквитинација.
Така, едноставно ќе се прикачат со убиквитини после некое време и поради тоа прикачување нормално сите всушност ќе подлежат на деградација, нели, во протеозом. Така, сега овдека лево ставив една слика како всушност изгледа протеозомот, да имате некоја си подобра представа, каде што централните два прстени, овие два се всушност бета прстени, а надворешните се алфа прстени. Океј? Значи ја ќе обележам на следниот начин. Имаме два бета прстени кои се изградени од по 7 субединици, така како 7 топчиња. Ја нема така ги бележам, не само вака ги бележам. Значи две бета субединици и две алфа кои се наоѓаат на краевите. Значи алфа и алфа. Има како едни капачиња кои ќе видиме во друга слика. Така, значи ова е главната структура на конститутивните протеозоми. Односно тие кои нормално се среќаваат во клетка. И тие си ја вршат работата, така, значи овие протеини ќе ги направат на фрагменти. Но ако клетката примети, наводници примети, дека има шанса дека е инфицирана, во тој случај под дејство на, ама ќе бележиме со сина боја, под дејство на интерферон гама, значи интерферон гама, или пак тумор некротичен фактор алфа, тие фактори, значи можат да извршат стимулација на одредени гени во јадро, поточно на гените LMP2 и 7, значи LMP2 и LMP7, кои што всушност се гени кои се наоѓаат во МХЦ класа 1 генскиот локус, односно во класа 2 генскиот локус, значи овдека ги гледаме LMP2 и LMP7, дека можеме да прочитаме дека прават протеозоми. Исто запамтете дека овдека се наоѓаат овие ТАП гени, ТАП1 и ТАП2, зашто ќе ни бидат потребни на кратко. Значи ова беше деталната само генска мапа. Океј, значи ги имаме тие протеини, односно ги имаме тие гени кои ќе бидат стимулирани од интерферон гама и тумор некротичен фактор алфа, за да произведат еден друг вид на протеозом. Така, значи овие гени сега ќе подлежат на транскрипција, транслација, тоа нема се да го бележиме, ама поентата е ќе се добие еден друг вид на протеозом. И сега дека ќе зумирам, кој се нарекува всушност имунопротеозом, кој што има релативно иста структура. Така, значи ќе обележиме овдека дека има релативно иста структура, изградена два бета субединици, две алфи и на краевите има исто неколку капачиња, но разликата е да тоа што во главните бета субединици, кои што се всушност B1, B2 и B5, значи овдека главни БА, B1, 2 и 5. Така, значи овдека бележи се лево на сликата за да се визуализирате. Кај тие главни субединици имаме некои си разлики. Така, и сега тие разлики им овозможуваат на овие субединици да имаат поголема каталитичка активност. Значи овој имунопротеозом сега има зголемена пептидазна активност, односно многу побрзо, многу поефикасно прави фрагменти. Така, значи многу поефикасно прави фрагменти и не само тоа, фрагментите кои ќе се добијат, така се добиваат овдека фрагменти од сите овие протеини кои ги внесно, кои рековме дека ги има, се добиваат фрагменти и фрагментите, освен што ќе ги има повеќе за дадена единица време, ќе бидат толку аминокиселини колку што ќе ни биде понатаму потребно. Односно ќе бидат од 8 до 16 аминокиселини долги. И освен тоа, ќе бидат сечени на такви места, така што С крајот на пептидите, да речеме сите имаат С и Н крај, С крајот на овие пептиди ќе биде некоја си хидрофобна, не знам за која боја да бележам, ќе бележам со бела, ќе биде некоја си хидрофобна или базична аминокиселина. Значи кај С крајот на сите овие пептиди ќе се труди да има хидрофобна, значи хидрофобна аминокиселина. Така, на С крај. Значи на С крајот ќе имаме хидрофобна аминокиселина. И ова ќе биде многу битно со цел овие аминокиселини, мислам овие пептиди да може да се интегрираат во класа 1 МХЦ. Нели ако памтите, една од најосновните енкар аминокиселини беше таа која се наоѓаше на карбоксилните основа на С крајот. И затоа е битно каква ќе биде таа. А нормалната протеаза, конститутивната, немаше таква
функција. Она сечеше рандом. Она сече рандом и прави фрагменти од различни должини. Така, сите овие фрагменти ќе бидат различни она што ги правеше. Но, оваа имунопротеаза, која беше стимулирана од цитокините, сега е специфична протеаза која прави фрагменти само од 8 до 16 аминокиселини. Сега, некои од овие пептиди нормално ќе се направат во аминокиселини, за ова зборевме преходно, така, значи некои од овие ќе преминат назад во аминокиселини, ќе бидат разградени, но дел од нив сега ќе бидат упатени кон еден протеин кој се наоѓа на мембраната на ендоплазматичниот ретикулум, кој е наречен ТАП. Значи ќе обележиме со некоја си ваква боја. ТАП протеин. Вака некако ќе нацртаме. Значи ТАП протеин кој е составен од субединици ТАП1 и ТАП2. И овие ТАП1 и ТАП2 субединици беа кодирани од тие гени кои претходно ги спомнав, така кои беа заедно до ЛМП гените. Сега, овој протеински канал сушност фаворизира пептиди кои имаат од 8 до 16 аминокиселини. Односно, тие кои се деградирани од страна на имунопротеозомот, ќе бидат фаворизирани во однос на овие другиве. Така, бидејќи нормално ќе има пептиди кои се од другите протеозоми. Но, ќе бидат фаворизирани овие кои се од имунопротеозомот, бидејќи се од 8 до 16 аминокиселини. Сега, тие, за да може да влезат овдека, мораме да имаме искористување на АТП, така, кој ќе бележиме вака, АТП преминува во АДП, односно потребна енергија. И овие пептиди сега ќе можат да влезат низ овој канал. Така, сега овдека сега значи имаме пептиди кои влегле. Океј, значи некои се од вируси, некои се од бактерии, некои се од погрешно диздиплени протеини, небитно. Но, овие се уште се 8 до 16 аминокиселини. Но, за прикачување на МХЦ класа 1, најдобри беа тие кои се околу 9 аминокиселини. И за таа цел, овие пептиди сега подлежат под дејство од ензим кој се нарекува ендоплазматичен ретикулум аминопептидаза. Така, и овој ензим што прави? Едноставно ги прави овие фрагменти, пептидни фрагменти, да бидат со големина од 9 аминокиселини. Така, значи тоа е многу добро, бидејќи такви ни требаат. Бидејќи такви беа најоптимални за да бидат интегрирани во ем. Значи преходно беа од 8 до 16, сега се 9. Сега некој ќе рече да, овдека како била 8, како сега 9 додала аминокиселина. Не, значи не мора да значи дека овдека си 10 9, некоја може да има овдека со 8, некоја може да има со 10, така. Не е ова совршен систем, ама се онака пробува да ги направи од прилика да бидат на 9. Некој си просека кој извади. Добро, сега ги имаме пептидите во ендоплазматичниот ретикулум, ама ни требаат МХЦ молекулите. Така, МХЦ молекулите се всушност синтетизирани тука некаде. Да речеме дека овдека имаме рибозоми. Така, имаме рибозоми. Имаме повеќе рибозоми, затоа се нарекуваат полирибозими, каде што е вметната една вака РНА. Така, значи ова е една месенџер РНА. И тука се носат аминокиселини до ова место. И преку транспортни РНИ и се врши процесна транслација, каде што се прават алфа веригите. Така, ќе се прават алфа вериги. Ево ќе земе, се прават алфа вериги. Сега ова се случува на многу места, значи само таму го прикажав тој процес, но да речеме дека овдека се направила една алфа верига, која таа алфа верига се приспојува со едни шаперони, односно тие се протеини придружни. Ова не го спомнав кога зборев за основното, но поентата е постојат и други протеини кои се потребни да се врзат за овој протеин, така што овој протеин правилно да се свитка. И сега оваа алфа верига ќе се поврзе со калнексин. Значи калнексин ќе се поврзе со нејзе. Ќе бележиме со бела линија. Така ќе се поврзе за нејзе, за таа алфа верига. И исто така ќе се поврзе еден друг протеин кој се нарекува, ќе оставиме како од горе, кој се нарекува ендоплазматичен ретикулум, протеин 57. Сега, тој вака си шета. Така, значи вака сега си шета. Со бела боја.
Значи он вака сега се движи и ќе налета на бета 2 микроглобулин, така кој се направил некаде другде. Така некаде тука се синтетизирал, исто вдека имаме рибозоми, така тоа не заборавате, не фаќам се оваквото. И тука исто имаме рибозоми каде што се прават протеини, тоа е целата должина. И да речеме дека вдека се направил еден бета 2 микроглобулин. Така, и сега и тој си шета заедно. Сега кога се сретнат, калнексинот се откачува, така што тоа што се добива е всушност алфа веригата прикачена сега со која сега алфа верига сега всушност правилно свиткана поради овој калнексин, така што ќе направиме вака некако. Така, сега на ќе се прикачи B2 со другата боја. Се прикачи B2, но ќе си остане овој горниот протеин. Ќе остане тука, а калнексинот ќе си замине. Океј. Е сега, ќе дојдат други протеини кои ќе бележам со розева боја, кои се нарекува тапасин, значи тапасин. И друг протеин калретикулин, значи калретикулин, кои што сега се прикачуваат исто на овој протеин. И што му овозможуваат? Едноставно му овозможуваат да се залепи со тап транспортери. Значи и овдека некаде исто тука и си има исто таков тап транспортер кој го разгледавме претходно, така кој што беше изграден од тап 1 и тап 2. И сега овој комплекс ќе се прикачи на тап транспортерот. Сега ќе го продолжам ова колку да имаме место каде да го прикачиме. Така, значи сега ќе се придвижи таму и он со помош на овој тапасин ќе може да се залепи. Така, ева ќе го направиме. Ќе направиме тапасинот кој е залепен за него. И сега го имаме комплексот на алфа верига. Вака само ќе ја бележам, не можам сега да ја цртам. И ќе имаме бета 2 микроглобулин, кој исто тога ќе биде закачен со тој горниот протеин. Така, RPP7 и ќе го имаме и овој жолтиов калретикулин. И сега, ние гледаме дека овој комплекс така сега се прикачи до тап 1, тап 2. Така, тап 1, тап 2. Но, тоа не значи дека го нема и овде. Ние овде не го нацртавме. Ама тој го има и овде. Не дека го нема. Едноставно не го нацртав за да не биде конфузно уште на почеток. И поентата да овој комплекс стои одма од тап протеините е да што многу брзо да се сретне со овие фрагменти. И од кога ќе се сретне, тие ќе се прикачат под дејство на други фактори, нели се теа сега битни, и тоа што ќе се добие ќе биде всушност, нели, ева ќе идеме понаму. Тоа што ќе се добие ќе биде вака со бета 2 микроглобулин и овдека сега ќе го имаме пептидот, ќе оставиме црвениот, тој што беше од вирус, кој ќе биде сега прикачен, на него сега тука ќе се стави една шекерна секвенца. Сега не е толку битно, ама ќе се стави шекерна секвенца која што всушност ќе биде како сигнална секвенца каде всушност треба ова сега да се носи. И ова сега ќе фати пат на кај Голџиевиот апарат, така ќе искочи овдека во везикула. Значи ај комплексот сега само вака ќе отцртам. Ќе искочи во везикула, таа везикула ќе иде до Голџиевиот апарат, кај што ќе се додадат, ќе се направат некои модификации, но поентата е после тоа пак ќе замине во везикула и таа везикула ќе се интегрира на мембраната. И тоа што ќе го добиеме е вака. Така. Сега не одземам многу време, но тоа што ќе се е МХЦ класа 1 која на својата површина во овој пример ќе експресира вирусен пептид. Но ова истото логично се случува и со другите пептиди. Тие кои се сопствени, така зелените, тие портокалоидите кои се од бактерија, тие кои се погрешно здиплени и така натаму. Значи ова се случува со сите пептиди, но ја само дав тука пример со вирусни. Е сега само некои нака специфичности ја спомнеме, да ако овој овдека така класа 1 МХЦ, кој што уште не е врзан со пептидот, не се врза со пептидот, после некое време он ќе искочи надвор од клетката. Така, после некое време ќе искочи надвор од клетката и ќе отиде, сега вака вртам стрелка, ќе отиде до протеозомот и ќе биде деградиран назад. Така, значи од него ќе се добијат цел протеини. Од самиот протеин на класа 1 МХЦ, ако не се врза со пептид за некое си дадено време, тој самиот ќе стане пептид.
Така, значи, вака, ако самиот протеинот МХЦ класа 1 после некое време не се врза со пептид, тој самиот ќе си подлежи на деградација и ќе се врати циклусот назад и он ќе стане после ваков селф протеин. Океј. Тоа не е сега толку битно, ама едноставно да размислите што всушност се случува. Но исто овдека на оваа мембрана на ендоплазматичниот ретикулум се наоѓаат и МХЦ класа 2 молекули. Значи не се само овие дека се врзани за ендоплазматичниот ретикулум. Значи тука некаде, вака сега тука ќе нацртам, ги имаме и МХЦ класа 2. Во тој случај некој ќе праша зошто тогаш пептидиве не се врзуваат со МХЦ класа 2. Тоа ќе го разгледам во наредното видео. Зошто се врзуваат само со МХЦ класа 1, а не се врзуваат со МХЦ класа 2. Тоа ќе го видиме на наредното видео, но ова беше главното за ова видео. И оваа патека на антигенско процесирање за МХЦ класа 1 сушто се нарекува цитосолна патека. Или пак се нарекува ендогена, бидејќи протеините потекнуваат од внатрешноста на клетката, така дека доле обележам. Протеините се од внатрешноста на клетката, односно се ендогени. Значи или цитосолна или ендогена патека за антигенско процесирање. Значи го успеавте до сега да ме следите, овие сега слики ќе ви бидат многу олеснување. Каде што овдека гледаме дека имаме протеин кој се убиквитинира и под дејство на протеозомот се деградира на протеински фрагменти. Имаме нормален протеозом, имаме имунопротеозом. Значи ги имаме овие таб протеини кои се наоѓаат на ендоплазматичниот ретикулум. Имаме одреден протеин кој е деградиран од страна на имунопротеазата, се добиваат пептиди, некои идат аминокиселини, некои влегуваат внатре во ендоплазматичниот ретикулум. Така, дека се имаме слика која ни прикажува дека тие кои ќе влезат внатре во ендоплазматичниот ретикулум под дејство на ендоплазматична ретикуларна аминопептидаза се конвертираат во помали пептиди кои што чекаат одредена класа 1 МХЦ, ова е алфа синџир, да се прикачи со овие шаперони, така, кои потоа при прикачување на бета-2 микроглобулин се трга тапасин, влегува, мислам се трга овој калнексин, доаѓа тапасин и калретикулин и заедно се прикачуваат до тап. Кога се така прикачени до тап, многу полесно може да се сретнат со овие пептиди. Кога ќе се сретнат, пептидот ќе се прикачи, се откачуваат сите други делови и се заминува. Друга слика е оваа, каде што целото исто не го прикажува, само што со друга слика. Значи ќе видите повеќе слики, ќе ви стане појасно. Океј, тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе разгледаме екзогената патека или пак ендоцитна патека. Добро, се надам дека научивте нешто ново и довидување.